За извештајот за 2024 година за Институтот за јавно здравје кој Државниот завод за ревизија го доставил до Министерството за внатрешни работи во јануари 2025 година, директорката на ИАЗ Марија Андоновска денеска ги повика новинарите и апелираше до обвинителството да реагира на неправилностите откриени во институтот пред 2 години. Повикувајќи се на ревизорскиот извештај, таа рече дека биле злоупотребени 5 милиони денари за додатоци на плати и 1 милион денари за гориво за службени возила, кои според неа биле користени од лица надвор од ИАЗ. И договори на дело со веќе вработени. Значи, особата вработена во институтот, но добива и договор на дело околу редовно вработена. За околу 20 лица станува збор, 20 на договори, секој месец. И тука образложенијата се дека за поливање со црево, за чистење на дворот, за архивска граѓа, ова се баш термините кои што ги има во овие договори. Сумата која што ја имаат овие лица зимано е од 44 до 88.000 месечно. Во извештајот се наведува дека постоел несоодветен начин на наградување на вработените, како и набавка на непотребна медицинска опрема. Била купувана опрема која веќе ја поседувале наместо она што навистина недостигала. Дополнително биле набавувани електронски уреди како компјутери, лаптопи и мобилни телефони со пониски технолошки спецификации од оние што биле платени. Исто така бил склучен договор за телекомуникацијски услуги со двојно повисоки цени, наместо 80.000 денари биле исплатени 1,5 милион денари. Во извештајот се споменува и кабел долг 15 километри, набавен за 15.000 евра, за кој не се знае каде се наоѓа. Документација доставено до Биро за јавна безбедност, одел за сузбивање на организиран и сериозен криминал, сектор за криминалистички истраги, единица за корупција по добивањето на информацијата. Тие дојдоа за да земат одредена документација. И ви кажувам, тоа не беше лесен процес, траеше со месеци земањето на документацијата која што им беше потребна. Колку што сме во тек, тоа е проследено понатака во други институции како јавно обвинителство, но еве уште немаме ништо од тоа. Сепак Андоновска не соопшти вкупна сума за тоа колкава штета му била нанесена на буџетот на ИАЗ во текот на 2024 година. Да подсетиме, во втората половина од 2024 година директорка на ИАЗ беше токму Андоновска, додека во првата половина од истата година директор беше поранешниот раководител на институтот Шабан Мемети. Тој за телевизија 21 изјави дека сите тврдења на актуелната директорка се невистинити и дека таа отпуштила 5 мина албанци од работа. Според Мемети, по 1,5 година, надлежните институции треба да утврдат дали навистина постоеле евентуални злоупотреби.